Дипломатските представници во Скопје се воздржуваат од јавни изјави за притворањето на шефицата на СЈО. Она што неофицијално го порачуваат е дека институциите мора да спроведат темелна истрага и да продолжи борбата со организираниот криминал и корупција. Не се исклучува можноста рекет, доколку не биде соодветно процесуиран и истражен, да се ефектуира и на евроинтеграциите и на очекувањето Унијата во октомври да одреди датум за старт на преговори. Случајот рекет сметам дека представува тест за институциите токму во пресред на големата одлука за тоа дали реформите што ги спроведовме во овој период и со планот 369 и со планот 18 создадоа институции со доволен капацитет да се справуваат со вакви предизвици. Така да секоја криза представува и можност доколку правилно се искористи. Денеска представници на СЈО за прв пат се произнесоа за апсењето на нивната шефица. Ова што се случува може да биде само добар показател дека секој што се огрешил пред законот мора да одговара. И дека работите по нешто се придвижуваат во позитивна насока во нашата држава и дека едноставно никој не е недопустим. Меѓутоа, од друга страна, евентуалната индивидуална кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде изговор, односно оправдување, за да се заборави целокупниот криминал кој што беше направен во нашата држава во последниот период, тоа да се заборави и ние да ја запреме нашата борба. Приведувањето и притворањето на Јанева не е доволно за опозицијата. ВМРО ДПМН смета дека станува збор за театар кој треба да ја замаскира вистината. Катица Јанева и Зоран Заев се лици и опачина на една иста паричка која што значи криминал. Катица Јанева е рекетарот на Зоран Заев, а Заев е човекот кој даде највеќа поддршка и стоеше позади нејзе цело време. Ниту Заев ќе можеше да се богати да уценува за политичко влијание без Катица Јанева, ниту пак Катица Јанева ќе можеше да рекетира исто така да се богати без поддршка на Заев. Јанева денеска од затворот во Шутка, каде од синоќа го издржува притворот, беше спроведена во Гевгелија на погреб на својата мајка. Шефицата на СЈО во оставка потоа била вратена во Шутка, каде според одлуката на судот треба да помине 30-дневен притвор. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.